Најсовремени светилки со фотоволтаично напојување денеска се поставуваа на просторот позади зградите Лепотици. Општината го реализира проектот за конечно средување на овој простор кој беше запуштен. По поставувањето на летниковец и детски играчки, сега овој простор ќе биде осветлен и со улични светилки кои имаат напојување од сончевата енергија. Поставени се 34 канделабри, висината на столбовите е 4 метри, се поставија светилки од 30 вати и фотоволтаични панели со акумулатори. Значи ова ни е, да не кажам, еден експеримент од страна на локалната самоуправа, да уште еднаш го испитаме домаќинлакот на одредени луѓе во градот и да видиме дали ваквиот тип на светилки кои што сами се напојуваат со или сами си ја ствараат својата електрична енергија, дали може да се имплементираат, бидејќи следен чекор би ни бил тоа ова да го направиме и во градскиот парк. Инаку ова е дел од проектот за конечно оплеменување на овој простор, комплетно овој простор. Знаете дека во изминатиот период беше многу запуштен, не користеше за ништо, освен за индивидуални гаражи или сметиште, така што еве почнавме лека полека да му даваме одредена смисла. Останува уште делот на мини пазарчето со 20 на тезги и до хортикултурното уредување на овој простор и се надевам дека ова ќе биде еден пријатен простор за рекреација, пријатен простор за прошетка на повозрастните, меѓутоа и за најмладите. Секако тука е и малото фудбалско игралиште за мал фудбал, за да биде во функција и на оние кои што сакаат да спортуваат. Имаме до крајот предвидено и едно игралиште за кошарка, така што мислам дека со тоа би ги исполниле сите оние барања во главном кои што беа кажани од страна на жителите, кои што живеат тука, кои што, да потсетам, беа против тука да се гради трговски центар. Ова е на некој начин исполнување на нивната желба. Проектот чини 1.719.732 денари, пари обезбедени од буџетот на општината по спроведена тендерска постапка. Сега на потек се граѓаните од овој дел. Тие треба да покажат поголема грижа кон софистицираните светилки и опремата која е поставена, да се надеваме дека подолг период истите ќе се користат за намената која ја имаат и нема да бидат искршени или, не дај Боже, украдени.